мигранти се очекували наплив на мигранти од Турција кон Грција и Македонија? Тоа е целта на мојата посета денеска, да видам како работат нашите сили кои се во овој пограничен район. Че овдека ќе ги посетиме и единиците на Министерството за внатрешни работи и на нашата армија, кои имаат блиска соработка, а тука видовте има и представници од Европската агенција за чување на границите Frontex, најброен е чешкиот контингент. До овој момент нема никакво зголемување на бројката на илегални мигранти, освен она што е вообичаено за овој период од годината и во други години. Значи нема никаква ниту назнака дека може да биде во наредниве денови некаков прилив на бран на мигранти да оди кон нашата територија. Јасно е дека најголемиот притисок во моментов е на грчко-турската граница. И знаете дека денеска највисоките функционери на Европската унија ќе бидат таму, на лице место. А 2 дена од денес, значи на 5 март, на ниво на министри за надворешни работи, ова прашање ќе биде разгледувано од страна на Европската унија. Јасно е дека прашањето е со такви пропорции како и во 2015 и 2016, што е на една држава, било која да е, особено мала држава и особено држава која не е членка на Европската унија, не може самата да го реши. Значи ќе очекуваме поголемите, помоќните држави да го решат, бидејќи проблемиве кои се најавуваат на грчко-турската граница се во врска со имплементација на договорот меѓу Европската унија и Турција, потпишано пред 2 години, околу финанската контрибуција на Европската унија за камповите со бегалци кои ги имаат турците на своја територија, имаат близу 4 милиони бегалци. Меѓутоа што се однесува до нас, ние сме дел од еден поширок, да го наречам, низ на држави кои мора да бидат подготвени, па макар и како транзитна зона што се вели. Меѓутоа јасно е дека искуството од 2015 и 2016 е огромно и вредно во таа насока, така што не очекувам и да има евентуален прилив на бегалци наредниот период, дека ние ќе бидеме изненадени од тоа. Значи ли тоа дека сме подготвени, како се за примање на евентуален нов бран? Во 2015 имаше ситуации кога на дневна основа и по 15.000 минува. Подготвени сме, еве за ваша информација да ви кажам, значи државните органи на дневна основа следат што се случува тука. Имаме и на дневна основа размена со партнерските служби. Практично на дневна основа има и состаноци на управувачкиот комитет во Центарот за управување со кризи, каде што секоја надлежна институција има свој представник, вклучително и кабинетот на председателот. Од неодамна е според закон активиран и новиот орган за координација на службите, кој исто така има дневни проценки, дневни анализи. Од пред 2 дена можам да ви кажам дека и армискиот контингент тука го зголемивме. Не можам да зборам за бројки, бидејќи тоа се класифицирани информации, меѓутоа го зголемивме. Не во очекување на некој голем бегалски бран, меѓутоа во очекување на тоа што евентуално може да се случи да не фати неподготвени. Знам дека истото се случува и со единиците на вработените од МВР. Значи сите, ве уверувам, сите надлежни органи се тука и се будни, анализираат и разменуваат информации, така што практично не можем да видам ситуација во која ќе бидеме изненадени. Ако можевме со највисоки оценки да го завршиме менаџментот на кризата 2015-16 со тој транзит од над 1.300.000 луѓе преку нашата територија, сега не дај Боже да дојде таква ситуација, меѓутоа ние сме подготвени и повторувам, тоа не можеме да го направиме сами, освен со одлична соработка со партнерските држави во рамки на НАТО алијансата и се разбира со нашиот сосед Грција, бидејќи кога би дошол прилив на бегалци, би дошол по таа балканска рута, значи Турција, Грција и понатаму кон северот. Ако се очекува прилив на бегалци, може ли да побарате меѓународна, односно поголема контингенти на Frontex овде? Можно е. Тоа можем да ви кажам дека Frontex исто така од пред неколку дена го зголеми бројот на своји припадници. Неспорно е дека постојат веќе планови за тоа во Брисел, ако е потребно да се зголеми дополнително. Че можем да ви кажеме, без да спомнувам бројки, дека ако ние сме подготвени како наши тука домашни надлежни органи, да го зголемиме своето присуство за многу кус временски период од 10 до 15 пати повеќе, Frontex има слична пропорција од тие што се сега, да не кажам колку се сега, 10 до 15 пати повеќе да бидат и да бидат на нивото на 2015-16, кога со заеднички сили ги прифативме сите тие луѓе. Благодарам.